но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата, која немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само да сте саркастични колку што сакате. Дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој е таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. А ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи. Како што најавив пред 5-6 минути во вестите на ТВ Нова, истото и за гледачите кои сега се вклучуваат во Аргументи. Имено ми се чини дека премногу некогаш сме преокупирани со секојдневните проблеми во сопствените држави и забораваме дека надвор од нашиот регион постојат големи сили кои што можеби створиле друга слика за нас или предвидуваат друга судбина и игра за помалите држави и овие на Балканот. Имено неодамна Американскиот национален совет за информирање во соработка со ЦИА објави мапата и на едината за 2020 година, според која генерално Европската унија ќе престане да постои, а Европа би требало да се подели на 3 дела. Подоцна околу тоа каде припаѓа регионот. Секи представам гостите, а потоа ќе актуализирам со оние последни случувања на Балканот. Значи, на оваа тема ќе проанализираме дали е тоа реалност или не, или какви се геостратешките планови на големите сили, со господинот Страшо Ангеловски, председател на МААК сега веќе. Добро вечер, господин Ангеловски. Добро вечер. Последниот пат најавивте дека тоа ќе се случи. Сега мислам дека го направивте тој последен. Па некаде пред 3 недели бев ваш гостин овде, приближно. Најавив дека почнуваме со собирање на изјави и државјанства. Во рекордно време 1116 луѓе ги потпиша изјавите и веќе на 28 во петокот партијата е регистрирана, така што денеска официјално доаѓам како ваш гостин, како председател на возобновената прва политичка партија во Македонија МААК. А Ирлија нека ви. Благодарам. И универзитетскиот професор Шпетин Латифи. Добро вечер, господин. Благодарам. Господа, последниве десетина дена ми се чини на Балканот почна некои превирања субверзивни. Прво почна во Црна Гора за време на изборите, потоа се префрли топката во Србија, па и таму одредени групи беа уапсени, одредена група на граѓани беше наводно или не, како руски граѓани депортирана назад во Москва. Во меѓувреме се најде големо количество оружје во близината на куќата на српскиот премиер Вучич и јавноста почна да се прашува кој тоа сака да ги елиминира овие лидери, од кои што едните, да речеме Ѓукановиќ ја доведе Црна Гора до прием во НАТО, додека Србија се уште важи за приврзаник или поборник на добар соработник на Русија. Дали Македонија засега за среќа е надвор од овие движење на овој начин, но би сакал да прашам, дали Балканот повторно станува еден вид каписла на превирања или како што вели Кери на линија на огнот, пред неколку емисии го говоревме тоа, или пак станува збор за домашни структури криминални кои што имаат други цели, а овие големи сили не се на тој начин вклучени како што мислиме. Ајде, господине Латифи, со вас да почнеме. Добро, Балканот е интересен регион и за големите сили, и од секогаш било така, без разлика што во последниве години фокусот од Балканот малку се отргна поради војните кои што се случуваат на Блискиот исток, на северот на Африка, почнувајќи дел од државите во Магреб, Авганистан, Сирија, Ирак, сето тоа придонесе да опадне тој интерес секако. Меѓутоа, географски и геостратешки Балканот припаѓа на Европа, и како концепт, и како географија. Реално, ние секогаш како граѓани сакаме да кажеме дека и со вредности
припаѓаме во Европа и со тоа и тежнееме кон интегрирање во Европската Унија и во западно-европските и северноатлантски структури. При тоа како да кажам, на две работи тука може да бидат анализирани околу тоа што реално се случува и во Македонија и во соседните држави. Спомнавте случаите со Црна Гора, со Србија, со инциденти, ако може така да се наречат, во овие држави и во Македонија секако. И два типа всушност на работи, на проблеми секогаш ви се случуваат во животот. Проблеми кои што вие можете да ги подобрите и ситуација на која што вие може да влијаете и проблеми кои што на некој начин, да не претерам да кажам виша сила, меѓутоа тоа се односи на поголемите сили. Во случајов, значи секако Балканот во последниве години е во интересот и во радарот на Русија и руската држава прави напори реално. Сега тие напори не се толку сериозни, затоа што за да имате вие некаков напор, да имате влијание во држава, како што е Македонија и сите околу Македонија во регионот, треба да инвестирате. Ние знаеме дека од независноста на Македонија, буквално, поправете ме ако грешам, меѓутоа од таа страна нема влезено ни еден денар. Што е најбитно, значи ние како општество и како државна политика од осамостојувањето на Македонија, секогаш имаме една константа и држиме една константа, а тоа е која е стратешката определба на Македонија и тука немало дилеми. Некогаш повеќе декларативно, некогаш повеќе, меѓутоа ние секогаш се стремиме, бидејќи најголем спонзор секако за државноста, за демократијата, за отварање на пазарот, за човековите права, да не ги набројам сите работи. Знаеме дека во Македонија се американците и Европската Унија, Германија и другите држави. Че имајќи го предвид тоа, не можеме да знаеме што би се случило за 5-10 години во овој однос на големите сили, како ќе се развијат работите, че имајќи една суперсила и останатите држави кои што тежнеат да стигнат таму, меѓутоа можеме да се погрижиме и да ги завршиме домашните работи, а тие домашни работи зависат само од нас. И ако всушност, без разлика која ќе биде иднината на Европската Унија, бидејќи има од време на време дека ќе се распадне Европската Унија, па зашто се трудиме ние толку многу и така натаму. Значи, ние и да се распадне Европската Унија утре, вчера, за 2-3 години, значи, ние стандардите треба да ги достигнеме, демократски, економски, човекови права, и без разлика што може да се случи со Европската Унија, значи ние, нашата определба, таа што е стратешка определба на Македонија е добро, што воопшто никогаш не ја доведуваме во дилема, без разлика што од време на време има разноразни анализи на јавно мнение и за што мисли народот и граѓаните на Македонија околу ориентацијата, дали треба да се инсистира на ова, иако има незадоволство секако во рамки на граѓаните, тоа е забележително, бидејќи подолго време ние не се интегрираме ниту во Европската Унија, ниту станавме членка на НАТО, и тоа не воглавном поради вина на Македонија, тоа мора исто така да се признае. Меѓутоа, без разлика, значи не смееме да дозволиме да се однесуваме како сонџоклет или како времето во Шкотска. Значи, денеска ќе биде југ, па утре север, па потоа исток и така натаму. И да инсистираме, значи, тоа што е наша домашна задача, реформите да се завршат, и да тежнееме кон тоа што реално целиот регион скоро веќе на некој начин не претекнува. Хрватска е веќе членка на Европската Унија, гледаме дека во Косово се инвестира, Албанија исто така, откако е членка во НАТО, милиарди долари влегуваат како директни странски инвестиции. Тоа треба да се направи со Македонија, а нормално имајќи предвид да се пазиме од надворешни влијанија пред се, меѓутоа тоа не е работа ниту на академската фела, ниту на
јавноста, тоа е пред се на службите, така што тука не би сакал повеќе да дискутирам. Господин Ангеловски, точно е дека официјалната политика на Македонија и не само на владачката, туку има некој политички консензус во собранието од осамостојувањето натака дека Македонија треба генерално да се придружи на евроатлантските интеграции. Па сепак, одредени интелектуалци кои имаат влијание во јавното мислење, но и одредени политички партии, меѓу кои мислам дека спаѓате и вие, ако не се лажам, ќе потврдите сега во одговорот, смета дека НАТО и Европската унија не се единствената опција за Македонија. Значи, дали сум во право? При осамостојувањето на Република Македонија и раскрстување со дотогашниот комунистички систем, со еден голем ентусијазам сите во оваа држава влегоа во желбата за соработка со демократските држави од Западот, нели Западна Европа, Америка и така натаму и така натаму. Меѓутоа се виде и денес можеме да потврдиме дека сето тоа било лага. Била лага нивната демократија, како што видовте, нели, од мейловите на Хилари Клинтон. Значи, била лага демократијата во Европската унија. И од тука, не знам за кои стандарди зборуваме. Ако зборуваме за стандардите, кога утре задутре ќе се ожените и ќе имате машко дете, а тоа ќе ви донесе зет дома, тогаш повелете, испочитувајте ги тие стандарди на Европската унија и на Америка. Јас сакам некои поинакви морални стандарди за мојата држава, за моето и за вашето дете. Сакам да живеат онака како што живееле нашите дедовци, нашите татковци, онака како што живееме ние. Да се родиме како мажи, да живееме како мажи и да умреме како мажи. Значи, за таквите стандарди воопшто не сакам ни да разговарам, затоа што се изместени од лежиштето. Ако зборуваме за стандарди, тогаш Руската Федерација е таа која во моментов единствена ги сочува моралните вредности и тие стандарди за кои вашите татковци, вашиот татко и дедо, мојот татко и дедо се бореле, сега денес вие наеднаш се завртевте и бадате некакви поинакви стандарди. Меѓутоа, да се разбереме, велите дека Руската Федерација не вложила ништо. Јас вечерва морам да се извинам, бидејќи во претходната емисија реков дека и Соединетите Американски држави не инвестирале ништо во Македонија. Јас еве јавно се извинувам, бидејќи дознав дека имале еден голем проект во кој вложиле 100 милиони евра. Тоа било вооружувањето на ОНА и на УЧК. Значи, точно е дека вложиле многу пари во терористички акции насочени против Република Македонија. Од тука, кога зборуваме за насоките по кои треба да оди Македонија, Македонија треба да оди по патот на развојот. 25 години тој стратегиски партнер, Соединетите Американски држави и Европската унија го кочат развојот не само на Македонија, на целиот регион. Како? И ако со тоа што не дозволуваат големите проекти да влезат во Македонија. Вие велите Руската Федерација не инвестира. Таа беше подготвена да инвестира. Ама некој не и даде. Но Соединетите Американски држави не и дадоа на Русија да инвестира. И кога Љубиша вели дека сега пред 2-3 недели се случиле обиди, нели, во Србија, во Црна Гора и така натаму. Тоа е само врв на сантата мраз. Тие обиди започнаа против Орбан во Унгарија, започнаа против Ердоган во Турција, против Груевски во Македонија, против Вучич, значи против владата на Груевски зборувам, против Вучич во Србија веќе долго време, откако беше најавено дека гасоводот ќе поминува низ овие 4 држави. Откако беше најавено дека низ овие 4 држави ќе оди брзата пруга, откако Кина беше стана заинтересирана за пловен Вардар и пловна Морава. Значи, кога зборуваме за Европската унија, распадот на Европската унија е неминовност. Јас ова го говорев уште 2001-та. Значи, 2001-та, кога се потпиша рамковниот договор, јас јасно и децидно кажав дека после расниот апартхеид во Јужноафриканската република, каде што еднорасно малцинство, белото малцинство, владееше со црнечкото мнозинство и со државата, на Македонија со рамковниот договор и наметнаа етнички апартхеид, каде што албанското малцинство владее со мнозинството и со државата. Ако може да ни опишете како тоа се случува? И само реков дека на Европа ќе и се случи верски апартхеид
кој еве го полека и се случува и дека тој верски апартхеид ќе доведе до распад на Европската унија. И сега сме сведоци. Мигрантската криза само го забрзува тој распад на Европската унија, затоа што знаеме дека условно речено поранешните држави од Варшавскиот пакт, поранешните комунистички држави, кои од комунизмот имаат само една благодет, а тоа е ја сочуваат својата расна чистота. Значи, тие држави денеска не сакаат да примат мигранти. Тоа е веќе знаеме кои се земјите од Вишеградската група, Полска, Летонија, Литванија и така натаму. Таа е линијата на која ќе се расцепи Европската унија. Од тога нашето инсистирање за влез во нешто кој после година и половина нема да постои, мислам дека е непотребно. Алтернативите секогаш треба да ги бараме. Дали е Руската Федерација алтернатива, дали е Кина алтернатива, дали е Скандинавија алтернатива, но ние имаме обврска како загрижени политичари, како загрижени професори, да бараме алтернативи за нас и за нашите деца. Шпатем Летифи? Значи, јас го познавам господинот Страшо Ангеловски како националиста. Он и самиот рече дека ја возобновува ма конзервативна, меѓутоа не сум знаел дека он толку ја сака, па го сака комунизмот. Оти рече дека сака да живееме како што живееле нашите татковци и дедовци. Јас не сакам да живееме како што живееле нашите татковци и дедовци. И не посакувам тоа време да се врати. Зборувам за моралните норми. Не, па зашто вие одбирате да поигрувате со чувствата на граѓаните и да изберете што од тие вредности вам ви се допаѓа и зашто сакате да дискутирате. Имено, зашто кога станува збор за вредности, вие избравте точно да зборувате за ЛГБТ правата. Значи, сакате со тоа да ги уплашите луѓето, граѓаните, дека ете, ако ние останеме стратешки партнери, а вие сте за ЛГБТ правата? Па не сум, меѓутоа тоа е едно од илјадниците прашања кое што треба да се дискутираат. Ја мислам дека тоа е најнебитното во моментот, меѓутоа тоа служи како добар изговор за да се поигруваме со чувствата на граѓаните кои што се гледат и да добијат дополнителна доза на страв, демек нема доволно, па треба уште малку да ги уплашиме за да конечно они престанат да ја сакаат Америка, Западот, Европската унија и така натаму. Значи, да бидеме на чисто, ја не мислам дека некогаш, поготово ја дури сум мислел дека вие бевте еден од првите што се радуваше кога Македонија стана независна држава и што раскрстивме со комунизмот, за да сега се повикате на тие вредности. Прво, второ, исто така треба да знаете дека главни спонзори на оваа Македонија независна како што имаме денеска е Западот пред се. Во која смисла се спонзори? Значи, во смисла дека они беа најголеми адвокати да Македонија, па и останатите држави, спомнавте и Косово, нормално, без нивно признание, Македонија никош немаше да со секоја, значи, што се вика, чест за патриотите, за тие што со децени или еве стотина години се борат за државност, за права и така натаму. Меѓутоа, никогаш не смееме да го забораваме фактот кој е вистинскиот спонзор кој што потпомогна да стигнеме до тука. И апсолутно навредувачки е да речете дека американците инвестирале во увезување на тероризам, инвестирале во УЧК и инвестирале во нешто што ќе ја сруши, ќе ја разруши Македонија, ќе ја подели, ќе направи било што, бидејќи ние гледаме дека ништо од тоа не се случи. А се случи Охридскиот рамковен договор, што е факт, меѓутоа јас убеден сум како што до сега немало политичар на одговорна функција барем, јавно да каже дека со рамковниот договор Македонија изгубила. Штета е што тоа не се случи по мировен пат, на време, кога можеше, кога стана самостојна држава, кога беше времето нормално да се направи тоа, но секако има држави кои што војуваат со децении. Ви имате држави за кои што дури нормално светот и не дознава затоа што се заборавени. Среќа е што ние се наоѓаме во Европа и интервенцијата беше побрза и таква каква што беше. И мислам дека од тој конфликт 2001 и 99 во Косово и така натаму има еден победник, во нашиот случај тоа е Македонија. Кога велам Македонија подразбирам сите. Значи, кога веќе ме обвинивте за комунизам, јас морам да ве обвинам за фашизам. Обвинете ме. Значи, вие се залагате за Европска унија.
Јас со аргументи ќе ве обвинам за фашизам. Дали сте чуле за господинот Валтер Холштајн? Не сум слушал. Не сте чуле. Тој е човекот, прв председател на Европската комисија од 1958 до 1967. 9 години председател на Европската комисија, на истата таа која денеска дава оценки за Македонија. Валтер Холштајн е еден од најблиските соработници на Адолф Хитлер. Валтер Холштајн е човекот кој 1938 како правен експерт во екипата на Хитлер ги води преговорите со Мусолини за создавање на пактот. Валтер Холштајн 1939 на 23 јануари во Рошток држи говор во кој се залага за анексија на Австрија и окупација на Чехословачка. Тој човек е 9 години основач на Европската Унија и 9 години председател на фашистичката Европска Унија. Значи, вие поддржувате фашизам, господине. Ако веќе така зборуваме, тогаш комунизмот е мачки на кашлица во споредба со она што беше фашизмот. И јас не знам како сега пред гледачите на оваа телевизија одите до крај во тоа дека фашизмот е добар за нас, за нашите деца и за нашата држава. Навистина сум мислите и на изненаден. Европската унија како фашистичка Видете, организација? значи сега станува јасно кога ќе сватиме дека тоа значи да сме начисто, идејата за Европска унија е идеја на владата на Адолф Хитлер. Идејата за Европска унија потекнува од 1937. Не ги извртувајте аргументите. 1930. Бидејќи идејата за Европска унија никогаш не била идеја на Адолф Хитлер. Да се разбереме сега. Идејата е на нацистичка Германија заедно со Франција во 1937-та. Меѓутоа, ја разбирам поентата затоа што требало да има мир помеѓу Германија и Франција. Војна Франција. пропаднала таа идеја и потоа Шуман ја возобновува заедно со неговиот плод Моне. Меѓутоа, Западна Германија преку своите фашистички представници влегува и сега, ако велите дека ја извртувам, јас ве молам, влезете во биографијата на Валтер Холштајн и видете ја. Ако велите дека јас извртувам аргументи. Зошто одите толку далеку? Зашто не земете пример? Поблиску да дојдам. Еве ќе дојдам поблиску. Не поблиску. земете пример? Како тоа комунистите во Македонија после државноста стана патриоти и биле цело време за независност, ама никој не знаел за тоа. Комунистите во Македонија, оние кои и припаѓале на УДБА, се уште си стојат во УДБА и се уште работат против Македонија. Инаку, затоа оставете го знаете, затоа сега мене ми станува јасно, откако ќе разговараме за Холштајн и за неговото фашистичко минато, односот на Европската унија кон десниот сектор во Украина. Го поддржува фашистичкиот десен сектор. Станува јасен односот кон барањата на Златна Зора, фашистичката Златна Зора, за непризнавање на Македонија под незиното уставно име. Станува јасен односот, еве, прогласете ме за комунист, зошто престана да се слави 9 мај како ден на победа над фашизмот, над најголемото зло на човештвото, а се наметна да се слави како ден на основање на Европската унија, чиј прв председател на комисијата е фашист. Значи, тоа се аргументите. И така можеме да разговараме. А инаку, вие да седнете спроти мене и да ми речете, вие сте комунист. Јас прво ви благодарам што ме нарековте националист. Ќе ви кажам зошто. За мене, ако се грижите за собственото семејство, за сопругата и децата, и се што ќе спечалите, го носите дома, за да ги ишколувате собствените деца, за да се грижите за нив, вие ќе речете дека сум домаќин. Ако се грижам за мојот народ, како моје пошироко семејство, вие велите дека сум националист, ваков или онаков. Да, прифаќам, сум националист, грижејќи се за доброто на мојот народ и за граѓаните кои живеат овде во оваа држава. Никогаш не сум бил шовинист и никогаш не да бидам, затоа што вас не сакам да ве мразам. Тоа е супер што не сакате да мразите никого, меѓутоа и ви посакувам успех на изборите на 11 декември со партијата МАК. Меѓутоа мислам дека аргументите не стојат и секако тезата е извртена. Вие се обидовте со еден пример, Холштајн, кој што бил член на една партија, кој што потоа бил председател на Европската комисија и поради тоа заклучуваме дека Европската унија е фашистичка структура. Значи, ја сметам дека телевизијава е премногу сериозна куќа
и мислам дека има голема гледаност за да се пошегуваме со такви инсинуации и аргументи. Секако не го делам мислењето. Тоа што рековте дека ние секогаш треба да ги држиме алтернативите отворени, јас инсистирам дека Македонија всушност нема алтернатива, освен една, таа за која што ние сме определени и подразбира дека работата треба да ја завршиме. Ние со Соединетите држави имаме стратешко партнерство, документ, значи за партнерство и соработка од 2008, каде што нормално нашата определба е запечатена и секако и заложбите на Соединетите држави за инвестирање пред се во три столбови, тоа е демократија, економија и образование, продолжуваат да бидат поддржани и сето тоа што значи реформа во тие сегменти. Знаеме дека во нашите образовни институции милиони долари се инвестираат за подобрување на нашето школство. Тоа господинот Ангеловски неќе да го спомне секако. Сака да спомне некоја инвестиција која што русите сакале да ја направат, ама не можеле затоа што некој не ги оставил. Секако инвестираат во отворениот пазар, во отварање нови бизниси, во земјоделието. Секако шетате по нашиве општини и гледате колку тие навиду мали, меѓутоа многу големи значени проекти значат за животот на земјоделецот, значат за животот на детето кој што се школува, а немало до сега Јас се согласувам со вас дека се сето американски. Само еден проект да ми кажете од тие поголемите со име и презиме. Еден проект. А инаку имаме ние многу американски, само еден. Во моментов вие имате проект кој што се нарекува интегрирано образование, меѓуетничко образование во образовниот систем. Над 10 милиони долари. Тоа е директна инвестиција во Република Македонија? Па, апсолутно, не само тоа директна инвестиција. Вие имате 10 такви милионски проекти кои што се имплементираат во Македонија од страна на американската влада или од USAID кој што исто така агенција државна. Тоа се празни проекти со кои сака само да се зголеми влијанието на американската моќ во Македонија. Па за вас ако изградба на школо, спортски терен, кров и грејење проект е ако помине гасовод низ кој ќе поминуваат 500 литри гас во минута. Не, ќе зборуваме за гасоводот. Тоа е проект за мене. За гасоводот. Прво да ме прашавте, ви кажав не се тоа проект, тоа не се инвестиции директни во производство, во отварање на фабрики. Каде живеете вие, господин Ангеловски? Тоа не се проекти. Кој треба да инвестира во британски, германски? Да, нема американски. Ама има треба да дојде амерички сенатор да отвори фабрика и ние да седиме и да речеме фала што не вработувате. Индустријалец не е битно дека тоа е кој ќе наша дојде. работа, не е нивна работа. Они се тука за поддршка, не се да не водат, ние не сме протекторат, ние нели сакаме да бидеме независна држава. Велите дека има, а јас велам дека нема. 500 милиони долари во последниве 25 години од независност на Македонија, само преку проекти на USAID се инвестирани во Македонија. Последните беа купувањето на шарени балони полнети со боја за да се фрлаат по македонските згради кои ги изградивме. Вие најдовте дека направивте анализа на токовите на пари, од каде балоните се купени. Сите тоа го најдоа, значи. Сега, ако со ова сакате да кажете дека некој поддржува некаква структура во Македонија, опозиција или владина, не би навлагал во тоа. Ако балоните биле купени, ја само можам да ви кажам дека балоните коштаат многу малку. Така, меѓутоа не верувам дека се купени. Тоа е еден од најефтините проекти на USAID, ако коштаат многу малку. Не, тоа не е проект на USAID. Значи е многу ефтин проект. Добро би било да зборуваме со аргументи. Значи, вие велите дека се инвестира, меѓутоа во погрешни проекти, или викате дека не се инвестира? Нема директни инвестиции во балоните од кого се купени? Такви проекти имаме. Па значи сепак се инвестира нешто според вас. Ама рековте, еве многу биле ефтини тие проекти. Тоа ми мало. Бидовте сами дојдовте како тогаш ако се проектите толку деструктивни, обстанува Македонија како држава, не ли може они да направат било што од Македонија? Кажам, благодарение на мудроста на македонските политичари во последниве години обстанува Македонија. За време на воениот конфликт во 2001 имаше политичари кои што ги сметавме за одговорни. Имаше академици кои што по дефолт треба да бидат одговорни затоа што не се станува академик преку ноќ.
секако во Македонија можеби се станува, кој што пропагира идеја, теза да се подели Македонија. Кој ја загарантираше сувереноста и територијалниот интегритет на Македонија во тоа време и кој се залагаше најмногу? Значи вака. Не, дали знаете? Не, дали знаете? Да не ги отвараме. Не, отварате ги, дали знаете? Сакавме да зборуваме за нешто друго. Ке зборуваме и за нешто друго. Меѓутоа, ние пред да обвиниме било кого, треба себе си да видиме кај сме, колку ние грешиме во нашите чекори и тоа што викате вие да имаме подобра перспектива за нашите поколенија и деца, да се потрудиме малку домашната работа да ја направиме. Македонските бранители кои ја сочуваат држава. Ќе запреме за кратко, изјавува дека веќе сме во македонските бранители беа само едната страна кои што сака да го зачуваат интегритетот, со се војниците на УЧК. Оние кои ги извршија терористички напади во Република Македонија. Се извинам, Ангелос, ќе да направиме една мала пауза за реклама и ќе се вратиме. Не, времето е наше. Времето е наше. Еве на повторно во аргументи, почнахме динамично, се надевам дека ќе останеме генерално на темите за кои што ја почнавме дебатата, но не е на одмет да одиме малку и во ширина, не им пречам на моите гости. Сепак, кога говориме генерално за определбите на македонските политички партии, што значи и на македонци, на македонските граѓани за членство во НАТО и во Европската унија, господин Гиловски, рековте дека тој период на осамостојувањето беше романтичарски или како го нарекувате да не? Еден ентузијазам со кој сакавме да раскинеме со комунистичкото минато и нели. Вашата партија постоеше и тогаш. Да. И тогаш имавте, ми се чини, делумно различни определби партиски, значи и човечки, но од тогаш наваму генерално останавме како мејнстрим опција на сите политички субјекти досега, а се менуваа неколку структури, дека ЕУ и НАТО се нашите стратешки партнери, но дека никој не ни пречи на економски план да бараме соработка со останатиот дел од светот. Значи, не се променило ништо ново и нивниот став на големите сили, мислам пред се на Западот, не се промени во однос на Македонија. И јас изразувам мала сомнеш, иако сум само тука како модератор на една дебата, дека доколку сакале да ја снема Македонија, веројатно ќе го направиле тоа, бидејќи тоа, ако го прават со светот, го направиле и со други помоќни земји од Македонија и од Балканот. Но да се вратиме на Македонија и на Балканот. Јас се извинувам, вие мислите дека ја има Македонија? Или ја има поранешната Југословенска република Македонија? Видете, јас сум македонец и живеам во Македонија. Република Македонија. Така мислам дека се вика мојата земја. Вие каде живеете? А како ви вели господинот Хан, например, кога ќе дојде, како ви се обраќа вам? Мене ме викаат Асма по надимок. Мене може ме викаат. Значи, јас сум Љубиша Николовски. Зборуваме за една ситуација. Имаме и надимци, точно. Така. Меѓутоа мене мојот идентитет не може да ми го земе никој. Зборуваме за една ситуација во која 90-тите години. А вие живеете во Берама? Јас живеам во Македонија и ќе живеам во Македонија. Добро. Но зборуваме за една ситуација во 90-тите години, на почетокот на 90-тите години, на Соединетите Американски држави. Им беше потребно создавање на што повеќе независни држави од поранешната СФРЈ, за да ја намалат моќта на условно речено српската моќ на Балканот. И само заради тоа влегува во авантура на поддршка на Република Македонија како независна држава. Меѓутоа, дали пак вие, ако ми велите дека ако сакале да ја уништат досега Македонија, можеле да ја уништат, дали пак вие ќе ми кажете дека ако досега сакале да биде признаена и од Грција и од сите под уставното име, немало да успеат да ја признаат. Значи, дека не постои желба, затоа што денеска веќе постоењето на ваквата Република Македонија, тврдокорна, која не отстапува од своето име и од својот идентитет, сега веќе представува терет за Соединетите Американски држави и не знаат како да се справат со тоа. И затоа сега, еве да се вратиме... И ова е добра шанса американците да не слушаат и да добијат совет како да се вратиме на снајдат. денешните случувања, затоа ги извадија старите удбашки структури во Македонија, кои
бидејќи се малку, но се податливи за работа со нив, затоа што тие постојано работеле за пари. И во поранешниот комунистички систем работеле за пари, и денеска работат како слуги за било чии интереси. Тие стари удбашки структури киднапираа една цела политичка партија. Го киднапираа СДСМ, мислејќи дека така ќе имаат доволна бројчаност, доволно број на луѓе за да ја преземат власта. Соединетите американски држави денеска играат преку тие стари удбашки структури во разнебитувањето на Македонија и во можноста да се потклекне и да се прифати какво такво име кој ќе ни биде дадено за потоа да бидеме примени некаде, не знам каде, во непостоечка Европска унија, во ова или она. Значи, да бидеме начисто. Зборуваме за ситуација која нам ни се случува денес и овде. Значи, зборуваме за ситуација која, доколку нашиот стратегиски партнер сакаше да ја реши и Македонија да биде мирна и стабилна, досега имаше 50 пати можност да го стори тоа. Ако можеше, како што велите, да ги уништи Ирак, Авганистан, Сирија и така натаму, можеше само да ја притисне Грција да ја рече да не ги прави проблемите кои ги прави со Република Таа е исто така стратешки партнер. Ако има желба, нели, нам како на стратешки партнер да ни помогне во она што значи стабилност и можност за развој. Се додека ние го живееме овој миг на непризнавање од страна на Грција, овој миг на латентни блокади од сите страни, Македонија ќе нема шанса за развој. Ние се до тоа ќе бидеме среќни дека ќе поправиме 4 училишта, ќе смениме кров на 7 спортски сали, меѓутоа нам ни треба крупни проекти кои брзо ќе го раздвижат развојот на Република Македонија. Па според мене, тука влегува да речеме еден, не мора да биде тој руски гасовод. Значи јас да се разбереме, не сум јас проруски. Јас сум промакедонски, само да не биде американски. Значи нека биде и американски. Аха, добро. Но понуден ли е? Не ни е понуден. Значи, јас сум промакедонски, но размислувам доколку за иднината на мојата држава и на нашите деца е добро да имаме гасовод, е добро да имаме брза пруга со која од Солун до Будимпешта ќе стасате за 2,5 часа. Е добро да имаме пловен Вардар и Морава со што Солун ќе го поврземе со Ротердам. Не ме интересира од каде ќе, дали тоа ќе биде американски, кинески или руски проект. Но, бидејќи во моментов, единствен кој ни ги нуди тие проекти се Руската Федерација и Кина, јас прифаќам таквите проекти да дојдат од таму. Нека ги понуди утре Америка, јас ќе ги прифатам и од Соединетите американски држави. Бидејќи дојавме до гасоводите, рековте имате став околу тоа за гасоводите? Преска или да ме прашам зошто американците не ги притиснат грците да го решат спорот со името? Они мислам дека го направија својот максимум повеќе од било кого, па дури и од самите нас во 2007-2008 на Букурешкиот самит. Џорџ Буш на тој самит отиде со замислата дека навистина Македонија ќе стане членка на НАТО, тогаш со се Албанија и останатите. И Хрватска. И Хрватска. И јас апсолутно верувам дека тоа беше нивно залагање, честно и искрено. И бидејќи зошто инаку би се направил целиот тој театар. И премногу напори вложија американците тогаш, секако заедно со владата на Македонија, да се надмине тој момент, да се најде формула, па дури, мислам, толку е близко пред 8 години, 9, што нема потреба да се подсетиме на фактите што направија американците околу тоа. Меѓутоа, тој грчки став беше толку цврст, што грците до крај отидоа, не попуштија. Сега, ако е прашањето зошто они не им објавија војна на Грција, оти не прифаќаат Македонија да се нарекува Македонија и да влезе во НАТО со уставното име, јас не представувам не ја представувам Америка или владата на Америка за да знам. Меѓутоа, како граѓани на Македонија, знам дека они направија максимум, а во тоа време, значи, никој друг од алтернативите кои што ги спомна господинот Ангеловски да ни помогне. Се обидува да ни одмогнат. И јас разбирам дека всушност во
пораката на господинот Ангеловски, има еден културолошки историски момент што јас го почитувам. А тоа е нормално. Значи, македонскиот народ и јужнословенските народи се имаат минато историја со рускиот народ и традицијата, и верата, и сличностите во јазикот. Јас тоа го почитувам. Значи, не можам да речам да го негирам тоа и да се налутам зашто господинот Ангеловски и многу други, како господинот Ангеловски би инсистирале да ние некако се интегрираме со Русија, дури и кога нема никаква инвестиција. Меѓутоа, честно е да се каже, ние сакаме вака поради ова, а не сакаме према Западот, затоа што мислиме дека Западот не инвестира во гасовод. Да ве подсетам, господине Ангеловски, дека анализите што се прават на светско ниво укажуваат на тоа дека рускиот газ за 20-30 години некаде ќе се потроши. Значи, ние тогаш ќе треба да се свртиме према арапите, кои што ќе имаат газ уште и нафта уште 100 години. Така сигурно сте во тие анализи? Јас самиот не сум истражувал, како што не се истражувале ни вие. Така што колку сме сигурни, исто колку што има други анализи кои кажуваат нешто сосема друго, значи. Да се слушаме пак Значи, апсолутно, Македонија треба да направи напори и тоа е една од тенденциите кои што се прави на ниво на Европската Унија, а тоа е заеднички да се одговори на предизвиците за енергетика, бидејќи енергетиката е еден од реалните проблеми на Европа и на Европската Унија и секако зависноста од енергенци од исток ја прави Европа по-чувствителна, по-осетлива, по-несигурна, па дури и самите држави, членки на Европската Унија, да не зборуваат со ист глас кога зборуваат за интересите на Европската Унија, бидејќи пред се често се случува да они ги имаат нивните национални интереси предвид. Меѓутоа, вистински, некако вие викате дека сте вистински македонски патриот, меѓутоа, реално алтернативите ние од вас не ги слушаме. Толку е излитна темата да ние после 25 години се запрашаме дали ние навистина треба да ги задржиме овие стратешки определби или дали треба да имаме алтернативи. Вие всушност не понудивте што е алтернативата ако заклучиме дека Македонија не треба да се интегрира во Европската Унија, ќе биде Белорусија, ќе бидеме Украина, треба да прогласиме калифат. Јас тврдам дека треба да ги промениме тие вредности секако се и културолошки. Значи ние ако мислиме дека делиме вредности со Африка, секако дека дел од тие вредности сакаме ги осеќаме како наши. Секако, јас не се осеќам близок ниту со Блискиот Исток, ниту со Африка, ниту со Азија, најмалку со Русија. Да се однесувате со подсмев конен на Белорусија, например. Сте биле ли во Белорусија? Сум бил во Белорусија и само да ви... До кој степен на развој дојде на Белорусија? Значи, јас на белорусите не им се подсмевам. Јас на нивниот диктаторски председател Лукашенко му се подсмевам затоа што он од своите граѓани направи, простите на изразот, мајмуни. Значи, он нема воопшто шанса никој да се противи и ако е тоа демократијата која што вие ја заговарате, значи, ако го следиме тој пример, сегашната власт, вашата партија треба да ја затвори. Ако добиете сериозен број гласови, треба атентат да ви направат. Ајде тогаш да тргнеме по демократијата на Хилари Клинтон. Тој белоруски модел вам ви се допаѓа. Вам ви се допаѓа ли моделот на Хилари Клинтон? Нема ниеден сериозен опозицијски лидер во Русија затоа што се случува на улица. Не, дали вам ви се допаѓа демократијата на Хилари Клинтон? Апсолутно. Да. Знаете ли дека таа има нејзиното семејство на Бил и Хилари Клинтон имаат платени чистачи кои одат и ги расчистуваат оргиите за нив, го расчистуваат сето она што го правеле. Дали ја знаете таа демократија која вам ви се допаѓа? Мене, да видите, таа демократија не ми се допаѓа. Па добро, значи, видите, кога не ви одговара, тогаш е измислица. Кога не ви одговараше ни за Валтер Холштейн, па како вие се обидувате и него да го ставите во измислица. Значи, Арно, ама човекот бил жив и здрав и живеел од 1901 до 1985. И после се факете за тој факт
И се обидувате да аргументирате против тој факт, за да испадне дека вашата теза е точна. Знаете ли каде е Сноуден? Знаете ли каде е Асанж? Дали знаете дека таа американска демократија ги затвара луѓето по странски амбасади зашто не смеат да излезат? Знаете зошто? Само затоа што ги кажуваат вистините за американската демократија. Колку луѓе тоа треба да го знаеме, господин Ангеловски. Тоа да го знаете. Дека американската демократија ги затвара луѓе. Дали ви се бендисува американската демократија? Ако ме прашувате, ќе треба да дозволите да ви одговорам. Се тепаат црнечки деца од страна на полицијата, се убиваат. Сакате ли да ви одговорам? Дали тоа ви се допаѓа? Дали сакате да ви одговорам? Ќе ви одговорам. Но да ми одговорите на овие прашања. Апсолутно. Значи, еве ќе почнам од последното. Движењето за граѓански права во Америка е доста доцна се појавува во Америка и вистина е дека американците не се горди на нивната историја поради фактот што црнците, афроамериканците не биле третирани како граѓани со исти права во Америка. Меѓутоа факт е дека системот во Америка е тој кој што ја осознава таа проблематика, виде дека на вистина тоа што се случува не е фер, ги интегрира афроамериканците во системот и ние денес имаме председател на Америка кој што е црнец. А имаме интегрирани афроамериканци во системот. Како? Па освен што имаме 20 на кошаркари и 10 на други луѓе, сите останати афроамериканци се наоѓаат на улица. Дајте да не се лажеме и да не ги лажеме гледачите на оваа телевизија. Значи е несериозно ако се обидуваме тоа да го правиме. Знаете дека не се интегрирани. Апсолутно тоа не е точно, како прво. Како второ, вие можете да следите анализи, истражувања на и јавно мнение, меѓутоа и статистички факти. Колку се реално афроамериканците интегрирани во американското општество. Има сектори, сега бидејќи сакате во подробности да влеземе, иако суштината не е тоа, меѓутоа вие тоа таму сакате да излеземе со разговорот. Јас немам против околу тоа да дискутираме. Факт е дека поради стартната позиција од пред 30, 40, 50 години на афроамериканците и големиот заостаток, секако, ако следиме во федералните структури на локално ниво, на државно ниво, во образование, може би, сепак има некои дискрепанци и дека ги немаат не истите можности, бидејќи истите можности ги има секој во Америка, не црнец или не црнец. Ги имате и вие, како Страшо Ангеловски, ако одите во Америка, апсолутно никој нема да ве праша од каде доаѓате, како се викате и каков пасош имате. Ако аплицирате за било каква работа таму, ќе ве седнат, ќе ве интервјуираат и ќе гледаат, ако сте најдобар кандидат, бидете убедени дека вие ќе бидете избрани за таа позиција за која што аплицирате. Ние колку имаме емигранти кои што стана сенатори, стана гувернери, има случаи и македонци, и срби, и албанци таму. А навистина мислите дека со изборот на Обама за председател, афроамериканците се интегрира и добија права со една козметичка еден човек го ставаме и видете сега цел свет нека ја гледа нашата демократија. А зошто ние никако не успеваме? 50 милиони афроамериканци живеат со $200 месечно, ама ние имаме председател афроамериканец и видете ја нашата страшна демократија. Не, одговорот на вашето прашање е не, меѓутоа одговорот на вашето прашање со председател афроамериканец, Америка направи еден голем исчекор, еден психолошки момент надмина, психолошки момент кој што целиот останат свет можеби не може да го надмине тој момент, секако тоа се уште важи за Македонија. И пазете, јас не велам дека во Македонија треба да биде некој албанец избран за председател, ја велам дека во Македонија треба секој да има своји можности. А ако е некој квалитетен и случајно албанец, тогаш не би требало воопшто вие. И ако сте премногу конзервативен и националист, мислам дека толку сме конзервативни во Македонија, што секогаш имаме многу простор
да се опуштиме малку, да се либерализираме. Но пак ќе се согласите и дека не мора пак само затоа што е албанец, а не способен, заради бројката да мора да го вработи. Ама сега немојте тоа што го реков да го повторите. Јас од старт ви кажав. Сега ја друго кажувам. Значи јас се согласувам ако е способен да завземе било каква позиција во оваа држава. Но ајде вие согласете се дека пак имаме неспособни албанци кои само заради бројката од рамковниот договор мора да бидат вработени и да работат во администрацијата на оваа држава. Ако се согласите вие дека секој македонец што работи во државна администрација е способен, јас ќе се согласам дека сите албанци што се во државна администрација не се способни. Осмелете се, кажете дека е така. Не е така, меѓутоа не е така, не инсистирајте тогаш да мора да се пополнат бројката на албанци, ако е неспособен. Јас прифаќам ако е способен било каде. Во нашиот устав и законите имаме усвоено начело од духот на рамковниот договор. Секако, инсистирајќи на квалитет, и тука јас апсолутно се слагам дека се вулгаризира тој принцип. Така. И наместо врз база на меритократија и врз база на јавен конкурс, што се нарекува, администрацијата да одлучи кој ќе биде вработен и во тој случај би се избрал најквалитетниот, а не партиските штабови или познанствата или митото или корупцијата или врските да ни помогнат во тоа, бидејќи ние сега сме во ситуација кога нашата администрација, некој вика е преоптоварена, имаме преголема бројка на административци, меѓутоа реално вие кога имате ситуација да се обратите до некоја институција, често се случува да не добивате квалитетен одговор, да видите услужени на време. И тоа не е поради тоа што некој албанец е таму вработен, тоа е значи затоа што со администрацијата никој не работи да ја квалитетно реформира и да ги обучува тие луѓе. Но мора да ја завршам мислата до крај, а тоа е дека тоа начело за правична застапеност, инаку наречена позитивна дискриминација, познат ви е тој систем. Од Америка со афроамериканците и со други. Позитивната дискриминација е добра алатка да го премостите јазот, да не остане трајна алатка, секој пат да мора да избереме толку роми, толку бошњаци, дури кога ќе ги нема ако се оцелат или се случило нешто. Меѓутоа, тоа е добра алатка да се надмине тоа што 50 години нашиот систем системски вршил дискриминација и обесправување, ама тоа вие никогаш не сте го признале, затоа што сте конзервативна. Да бевте либерална партија, ќе го признаевте тоа. Дека системот вршил дискриминација. И тоа што беше Охридски договор, 10, 15, 20 години, што порано тоа подобро, што побрзо тоа подобро, требаше во еден момент да речеме тоа што е нужен минимум, ние сме го постигнале и имаме ние застапеност таму каде што имаме. Сега работата е да се работи на квалитетот и како да се подобри. Меѓутоа, да бидете против само затоа што ќе се вработат неквалитетни албанци, па тогаш зошто е администрацијата тука, зашто се сите тие владини институции, нели да ги обуча, зашто се универзитетите, зашто се... Морам да бидам искрен, ми личите на човек кој се заложува за човекови права. Апсолутно. Дали тие човекови права ги гледате преку бројката како колективни права на оние кои се 20%? Зошто, например, истите права, кои ги има малцинството од 20%, ги немаат и останатите? Тоа се човекови права. Ако и бошњакот, и ромот, и србинот, и турчиот, и влавот, и сите ги добијат истите права без разлика на бројката на нивна застапеност. Не, вие сте запознати. Сега си седовте 20% и тоа се колективни права, не се тоа човекови права. Така да знаете дека тоа не се човекови права. Зошто за вас, како Страшо Ангеловски, едното треба да го исклучи другото? Ние конзервативците малку сме почесни од либералите. Тие ќе ве гледаат и ќе ве лажат во очи. Јас ќе ви окажам тоа така како што е. Ја го почитувам тоа. Вашата искреност е на ниво. Добро, одиме со уште еден блок реклами, а потоа во завршниот дел да видиме зошто Балканот е меѓу Русија и САД. Еве во последниот дел од аргументи, мислам дека ќе доразчистиме некои работи што гостите
еве еден час го аргументирано или помалку аргументирано застапуваат различни, но некаде и се допираат во тезите. Мислам дека имаше некои сегменти при крај. Господине Летифи, имам по едно релативно провокативно прашање за вас и за Ангеловски. Знаете што, кога се обидував да најдам соговорник за Страшо Ангеловски, за кој што отприлика знам дека е условно речено проруски, може и не условно, наспроти американизмот, во таа смисла проруски, после коригирајте ме, господин Ангеловски, не може да најдам македонец од оваа страна кој што со еднакво право ќе ги брани американските или прозападните вредности. Може би е мој проблем, но најчесто сега се случувало тоа да бидат албанци. По дефолт албанците се американизирани и не ги поднесуваат русите и руската култура, цивилизација или политички, да речеме, доколку постои можност на некакво зближување повеќе. Во сите што ги познавам се антируски расположени. Па јас не сакам да верувам во тоа што го рековте, дека е навистина тешко да се најде македонец кој што би бил про-американски. Не, меѓутоа да биде реалиста пред се. А да биде тоа што господинот Ангеловски вели за Македонија и за напредок на нашето Иако прашањата на анкетите покажуваат дека се уште македонските граѓани се прозападно. Да, и така треба да остане. Секако дека тоа се менува, а се менува поради тоа што луѓето навистина се изморени со интеграциите на Македонија во евроатлантските структури и тоа е донекаде оправдано. Меѓутоа не верувам дека тоа е едно мнозинство кое што сега се обидува да бара алтернативи. Иако народот не е тој кој што ги бара алтернативите, тој само може да има мислење, меѓутоа политичките структури и тие што реално ја водат државата би требало за тоа да размислуваат. Срекна околност. Ако направиме истражување на јавно мнение, јас би се согласил со вас дека можеби процентот на кај албанците. Јас се обидов претходно да кажам дека тука можеби има и културолошки, историски, јазични, верски елементи кои што за македонскиот народ е некаков аргумент да сепак застапуваат тези за да се најдат други алтернативи како што размислуваат можеби и некои од изминативе влади и може и сегашна во Србија, например. Меѓутоа тоа до сега се нема случено со ниедна македонска влада и тоа мислам дека е среќна околност и на тој пат треба да се остане. Не сакам да верувам дека тоа се случува. Зошто е тоа така? Секако не го разбирам, затоа што освен тоа што е традиција и култура, мислам дека народот треба тој процент од граѓаните кои што се анти-Европска Унија, анти-Германија, анти-НАТО, анти-Америка, треба пред се да се запрашаат кој е нивниот аргумент зошто би биле они против. Значи, јас и да размислам како албанец и да размислам како објективен, без она предрасудата етничка, јас не гледам некој аргумент кој што би бил добар аргумент и кој што ќе оди во прилог на барањето на други алтернативи. Она што кај Ангеловски кај многу други, па и кај мене, кај секој обичен граѓанин, без разлика дали е македонец, може и албанец, не е битно веќе од тој аспект кој што сме по етничка припадност, но она што го гледаме од медиумите воопшто, преку филмови, преку вести и така натаму, создава една слика дека Соединетите американски држави и службите или параслужби на САД, бидејќи постојат такви очигледно и приватни и полудржавни, низ светот, напоредно со официјалната политика на Америка, која знае да помогне демократија и вредности за кои што говорите, знае и да мешетари. Значи, факт, и тоа сите го знаат, или е ноторна вистина за која ние немаме доволно податоци и аргументи дека тоа го прави ЦИА, но овие свет, овој во Азија што се случува, е делумно, повеќе или помалку, на тие големи структури, на тие, како да ги наречам се, не можам да кажам дека е официјалната политика на Америка, но очигледно дека тоа не е на некоја помала сила, освен на суперсилата САД. А зошто вие не се зачудувате, например,
2015 кога се случи инцидентот во Гошинце со оружјето што беше запленето таму. На таа тема Руската дума или министерот за надворешни работи на Русија да излезе со став кон случувањата во Гошинце. Па јас сум убеден дека ниеден од вас двајцата не знаете кај е Гошинце. Како тоа Лавров излезе со изјава за Гошинце и што треба да се случи, што треба да се преземе и он има информација. Значи секако Не, сме сега мала да не држава. замижуваме дека тоа се случува во светот, господин. Ама не, тоа е факт дека Балканот Се е случува една и од крстосница. Русија, може и од Америка. Балканот е една крстосница на големите интереси. И Значи тоа е- колку што Европската унија Апсолутно, и се тоа и обидува Ангеловски не може да да се замисли прошири, дека- како што НАТО се обидува да зачлени нови членки со сите тие вредности кои што се споделуваат во рамки на НАТО, така исто така прави напори Русија да не се случи тоа. Исто така прави Русија напори да преку нивниот начин на инвестирање да инценира инциденти на во повеќе држави. Јас не можам да тврдам дека тоа се случува во Македонија, меѓутоа индикативно е кога ќе слушнам дека од неколку илјадници километри некој расправа за Гошинце, а повеќето граѓани од Македонија не знаат кај се наоѓа таа локација, они би знаеле секако дека тоа не може да биде надвор од нивниот домен на интереси, нивните радари. Така што тука нема ништо нејасно. Затоа сте реалист. Нејасно не треба да биде нашата ориентација. Значи ние треба да бидеме убедени во тоа што го посакуваме прво и потоа да бидеме да инсистираме со таа работа да ги стигнеме тие стандарди. Па нека се случи и тоа што вели господинот Ангеловски за неколку години да се распадне Европската унија, ама ние да ги имаме стандардите на Швајцарија, бидејќи и тие не се членка на Европската унија, ама гледаме каде се со стандарди. Значи ние да се завршиме домашната работа. Македонија е реално за големите сили едно предградие на секоја сериозна метропола во светот. За да се толку инвестира на заговори, да некој посакува лошо или прави вакви мешетарења кои што зборувате вие, поготово ако е од цивилизираниот демократски западен свет, апсолутно нема никаков аргумент дека тоа е факт. Господин Ангеловски, две прашања во едно. Прво морам, потоа ќе ми ги поставите прашањата. Ама ако ми го потрошите времето Значи, со овој одговор. час и нешто за да го мојот соговорник да му ја сватам демократијата. Тој вака рече. Морав да запишам за да не заборавам. Вели, народот не е тој кој треба да дава мислење. Видете, мојата демократија е малку поинаква. Мене народот ми дава мислење. Не сте запишале убаво, господине Ангеловски. Точно запишав, утре ќе се слушнете на репризата, ќе се чуете. Народот не е тој кој што ја води државата. Народот не е тој кој што ја води државата. Мене ме интересира. За тоа треба тие што ја водат државата, државните структури, политичарите да знаат каде одиме. А бидејќи вие сте одговорен политичар, мојот народ вели сакаме да одиме таму. Сакаме вели мојот народ во 72% вели сакаме соработка со Русија. Јас сум должен да го слушам дали сте вие, да ве прашам господин Ангеловски, бидејќи сте ја возобновиле партијата, дали сте вие коалициски партнер на ВМРО-ДПМН? Сега ќе разговараме и ќе видиме со и како ќе биде. Јас посакувам да владеачката партија, за да пристапите вие кон коалицијата, да еден од условите на вашата партија биде да и вие имате прозападна ориентација. Инаку како ќе направиме коалиција со сите можни ориентации? Мораме сите да мислиме како вас, тоа е демократијата. Не мора вие, не. Па дозволете јас да мислам поинаку, па да бидам во коалиција. Сакате. Не, ако е тоа демократијата на ваш начин и на американски. Вие за стратешки определби. Дајте сите ќе мислиме како вас. Коалицирате со владеачка партија и при тоа да пропагирате јавно политика за интегрирање во Русија или во Белорусија и во Ирак. И се второ, се чудите како некој од зад 2000 километри знаел кај е Гошинци. Како некој од зад 25.000 километри знаеше каде е Рачиново. Например. Така? А Рачиново... 2001. Знаеше и кај му се инструкторите испратени. Се знаеше тој од 20.000 километри од зад големата бара. Повели Љубиша прашањето. Прашањето ми е следно. Две прашања рековме во едно. Ние реалистички говориме дека Балканот е меѓу Русија и САД. Така? Географски?
географски, геостратешки, политички, па еве и културолошки. Значи, меѓу вие велите 72%, јас знам дека анкетите покажуваат дека се уште сме за ЕУ и за НАТО. Ако нешто битно не се сменило, не знам од каде ви е тој податок дека 72% од македонците се за здружување со Русија, но да оставиме како што мислите вие. Прашањето е следно. Влијанието прозападно на таа култура, не мислам само култура во класичен смисла на зборот, него пазарна економија, се што вклучува она што сите десни партии го треба да пледираат, така? Генерално. Значи, еден капитал однос. На тоа мислам. Многу одамна влезе и во Русија, и во Кина. Значи, некои тие стандарди прозападни и руските граѓани ги живеат. Возат скапи. Само да завршам. Не смеем да ви дозволам, зашто влегувате во неточности. Како во неточност? Така. Па тоа е факт дека постои. Десните партии фабрики, се приватизација постои. за Значи, не постои Советскиот сојуз, државните фирми се приватизирани. Десните партии се залагаат за национална економија. Добро, тоа може би е грешка. Ја говорам за Русија. А Америка преку обидот за глобализација сака да ги уништи националните економии, националните држави. Чекайте, тоа русите сами си го избрали, Кина самата си го избрали. Зачува мојата економија и мојата. Не говорам само за вашата партија сега. Значи говориме глобално генерално. Ке негирате дека е така, дека капиталот влезе и во Русија и во Кина? Капиталот сакам да влезе и кај нас. Капитал односите говорам. Приватизацијата и вредностите на тој систем. Кинеската држава има издвоено 743 милиарди долари за инвестирање надвор од Кина. Зошто да не искористиме дел од тоа? Ангеловски, не говориме само за капиталот како пари, како вредност. Значи, целта е секојаш парите и секоја војна завршува заради пари. Влијанието е заради пари. Гасот треба да влезе заради пари, за руски пари, за Русија се збогати. Ако ние се збогатиме, тоа е друга прашање. Меѓутоа, секоја голема сила има своја цел. Не е наша цел. Имаат своји цели. Памтете го одговорот, ќе имате време. Втора, кога говориме за действија на Балканот, говоревме, рековте на почетокот, зошто Америка не ја притисне Грција да го решиме прашањето со името. Зошто Русија не ја притисне Грција да ни попушти околу името? Ти имаат многу појаки врски и имале, и имаат, одошто имаме ние. Па сега ќе ви кажам, прво околу целите. Значи, сите големи светски сили имаат своји геостратегиски цели. Сега, моето е само да се определам со чии геостратегиски цели се поклопуваат моите национални и државни интереси и цели. И со чии се поклопуваме? Моите национални и државни интереси и цели се богата Македонија, низ која ќе поминува гасоводот, брзата пруга, проточниот Вардар и така натаму. Значи, ајде да видиме со кого се поклопува. И да немаме опозиција, и да немаме отворен пазар, да имаме олигарси, да имаме неколку мултимилиардери. Второ, да немаме луѓе како Хилари и Бил Клинтон, да немаме таква демократија, да немаме демократија лут на Хилари или на Бил? Како што велите вие. На кого повеќе се лутите вие? Да немаме таква демократија како што велите вие, дека морам и јас да мислам како вас. Дозволете ми да мислам поинаку. А што се однесува до тоа зошто Русија не ја условно речено натера Грција, па замислете, демократии веќе речат. Кај сега оние од за 2000 километри најдоа на Грција да изборуваат и да ја тераат? Незе можат само оние од за 20.000 километри да ја кажат. Зашто? Значи, дајте да не бидеме несериозни, затоа што Русија допрва го зазема своето место во геостратешката битка, а според анализите на ЦИА, еве на вашите гледачи да им кажеме, според анализите на ЦИА, значи, некаде после 4 години, кога ќе се распадне Европската Унија, ќе се подели на 3. Првиот дел ќе биде старата Европа, односно оној богатиот дел кај што припаѓаат Германија, Франција, Велика Британија, Австрија, Италија, Шпанија, Луксембург и Скандинавија. Вториот дел ќе бидат државите кои се денеска членки на Европска Унија, кои не сакаат да примат мигранти во своите држави. Естонија, Летонија, Литванија, Чешка, Словачка, Маđarска, Хрватска и Словенија, со што би излегле тој католички дел на Европската Унија би излегле. И третиот дел ќе биде
како што ЦИА вели, гасоводната структура. Не православната, туку гасоводната структура, каде што ќе бидеме ние, Бугарија, Руманија, Русија, Украина, Грција, Србија и така натаму. Грчка, Македонија, Србија, Црна Гора, прашањето само околу Албанија. Така, сега, токму заради тоа, значи, една од причините за возобнова на МААК беше на народот да му се кажат вистините. И затоа, еве сега ќе ја злоупотребам емисијата, за да кажам дека во сабота, во 11 часов, во големата сала на општина Кисела Вода, ќе имаме промоција на програмата на МААК и да повели секој кој сака да го чуе она што јас вечерва овде го зборувам. А според ова што го слушам вечерва, мислам дека имате повеќе шанси со левиот блок да направите коалиција отколку со владеачка. Јас не знам, вие се представивте како љубител на станедоланци на поранешната комунистичка партија, ако не се лажам. Така да, не знам кој каде би требало да... Ви благодарам, господа, што бевте гости во аргументи. Имаше аргументи и немаше аргументи, но на крајот на криштата тоа е сепак една дебатна емисија, каде што наликуваше на реалити шоу повеќе. Благодарам уште на што бевте гости. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Довидување и пријатно. Но за старт, за да можем да одработам платата... Читување на функцијата, која ја извршувам. Немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часов, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цел. А ве молам режија.